Почитувани, ви посакуваме топло добре дојде на првиот меморијален турнир Виктор Илиовски, кој што се организира по прв пат оваа година, во чест на нашиот Виктор, кој што прерано не напушти од овој свет. Голема благодарност до сите присутни и учесници на овој турнир, кој што ќе прерасне во традиционален турнир кој секоја година ќе се одржува во родниот град на Виктор. Виктор беше ангел на земјата, а сега е ангел на небото. Ангелу за тебе. Велат дека сите се раѓаме со некаква цел. Велат дека додека човекот е жив, тој може да биде успешен. Дека додека човекот е жив, тој може секој сон да го оствари. Таков беше и нашиот Виктор. Тој пред се беше човек со големо срце. Тој беше толку млад, а толку спремен да се избори за да го задржи своето. Цврст, решителен, сигурен. Во себе, но и во другите. Виктор лесно не се откажуваше од работите кои ги сакаше. Не му дозволуваше на животот туку така да застане. Го прифаќаше предизвикот и одеше до крајот. Неговиот живот беше таков, непредвидлив. Тоа беше животот кој ненадејно згасна. Илиовски Виктор, роден на 19.4.1998 година, во еден убав град, во едно убаво семејство, син, брат, братуче, пријател и другар. Виктор беше она дете кое треба да го има секој жив во животот. Син и брат кој ќе биде представникот на семејството. Син и брат како што секој би посакал. Братучет и пријател. Но кога велам братучет и пријател, мислам во вистинска смисла на зборот. Секогаш тука за тебе. Секогаш да ти го чува грбот. И јас лично му сум благодарна што ме гледаше како своја помала сестра и што детството ми го направи безпрекорно. Благодарна сум му и денес што ми дава сила ова сега да го читам, а да не тонам во солзи. Најми мој, ти благодарам. Односно, сите ние ти сме благодарни. Еве, сега додека сме тука, сите замислуваме како си помеѓу нас. Како уште еднаш се гушкаш со твоите родители и твојот брат. Како уште еднаш планираш излегување со другарите кои имаа посебно место во твојот живот. О, Господи, ова боли, ама нека. Виктор ова го заслужува и многу повеќе од ова. Но најважното од се, тој заслужуваше да владее на фудбалските терени, бидејќи уште од мал го имаше тој негов сон. Тој беше роден за да игра фудбал, како да игра за опстанок. Фудбалот беше она во кој секогаш сложуваше, беше она за кој постојано се надеваше и очекуваше најдобри резултати, заедно со својот тим. Наш спортист, наш студент, тоа беше нашиот Виктор. И сега знам дека ќе фали и дека ќе боли до срце, но барем знаеме дека тој постоеше. Знаеме дека ќе продолжи да постои, зашто каде и да одиме, него ќе го гледаме и секој човек ќе не потсетува на него. Тимот, како второ семејство со кој се знаеше многу долго, и секое нивно прославување и секое нивно теренско препотување. Колегите од факултетот, секое предавање и секој колоквиум. Семејството. Овде ќе боли најмногу. И секаде ќе боли, но ќе издржиме сите заедно, подсетувајќи се на убавите мигови поминати со него. Заслужува барем за тоа. Ангелу, ова беше за тебе. Ти благодариме што сите тука денес повторно не спои во едно. Што ни докажа дека ова е благодарение на тебе. А сега, гледај го некаде одгоре секој тренинг и секој напредок, кој другарите го постигнуваат и бодри ги да одат до крајот, зашто твоето срце беше оставено тука, на терените. Еден од најомилените, еден од нашите, Илиовски Виктор, познат датум на раѓање, но не и на заминување, зашто ти вечно во нас ке живееш. Вечно ти слава, ангелу. А сега ќе ве замолам да му оддадеме почит со едно минутно молчање.
Ги замолувам братот и родителите на Виктор да дојдат на теренот. Сега ги замолувам судиите Драган и Кире, делегатот Игор и фотографот Ана да дојдат на терен. А сега би сакала да му го предадам микрофонот на братот Христијан за да се обрати кон сите присутни. Ти благодарам. Најпрво би сакал да споделам кратки информации поврзани со организацијата на овој прв меморијален турнир по чест на мојот брат Виктор Илиовски, кој што за жал многу прерано не напушти. Поради моменталната ситуација со коронавирусот бевме ограничени од сите можни аспекти, бидејќи многу од вас прашуваа како да се пријават и да учествуваат во овој меморијален турнир. Морам да кажам дека оваа година решивме турнирот да биде составен од вкупно 8 екипи со цел да може да се организира во 3 дена. А при тоа сите екипи кои ќе земат учество оваа година беа поканети од страна на организаторите. Кога ги спомнувам организаторите, сакам да изразам голема благодарност до сите другари на брат ми кои неуморно работеа изминативе неколку недели за да успееме да реализираме идејата за организирање на меморијален турнир во негова чест покрај сите препреки со моменталната ситуација со коронавирус. Се потрудивме да ги запазиме сите препораки од Министерството за здравство поврзани со организирање на спортски надпревари на отворено и би сакале да ве замолиме да бидеме максимално коректни и да ги почитуваме сите препораки. Исто така би сакал да се заблагодарам на судиите кои ќе бидат задолжени за одржување на фер игра во сите 8 надпревари кои ќе се играат наредните 3 дена. А посебна благодарност изразувам до градоначалникот на Демирхисар кој безрезервно ја поддржа нашата иницијатива и не почести денес со неговото присуство. Ова се тешки моменти за мене и моето семејство. Моите родители имаат 2 крилја кои со нивна помош летаа по правиот пат. Но сега остануваат само со едно крило кое треба уште посилно да замавтува, бидејќи сите знаете колку е тешко една птица да лета само со едно крило. Тажен сум што ќе те немам покрај мене до крајот на мојот живот, но сум среќен што имав брат како тебе изминативе 22 години. Батец, знам дека не гледаш. Знам дека се гордееш со сите нас, собрани тука за да ти оддадеме голема почит. Батец, чувај ми место таму горе покрај тебе, бидејќи знам дека еден ден ќе бидеме повторно заедно. Почивај во мир. Сега го поканувам другарот Александар да дојде на теренот за да се обрати кон сите присутни. Благодарам. Добро вечер на сите присутни. Ќе бидам краток, само неколку зборови. Срдечен поздрав за секој еден тука, за секој кој допридонесе за да ја реализираме оваа наша цел, за нашиот другар, пријател, син, брат, внук, за нашиот Вице. Беше чест и задоволство да се дели и секоја секунда со тебе, пријателе наш.
Секој кој го познаваше Вице, го познаваше искреното другарство, кој во денешно време ретко кој би го осетил, но прерано ни замина и не напушти, пријателе мој. Колку само незавршени работи ни останаја, но за жал само во спомените. Не знам како да ти се заблагодариме за се до сега. Ова денес го правиме во твоја чест, бараме малку да му олесни на нашата душа. Сигурни сме дека ова беше еден твој сон и нека остане траен и вечен спомен во твоите вечно млади очи. Пријателе наш, кај да си, ти благодариме за се. Знаеме дека не гледаш и дека денес си посебно горд со нас. Те сакаме, Вице, вечен ти спомен и вечна ти слава. Благодарам. Сега ќе го поканам братучедот на Виктор, Андреј, да се обрати кон сите присутни. Дваесет години заеднички живот, 4 години во иста клупа и дури 7 години лудување во ноќта. Се памтам, ама едно ќе ми остани за секогаш. Работевме заедно во Сливница, се прегрнавме и си рековме, брачет, јас и ти за секогаш заедно. Од ова место, секоја упатена топка нека биде во името на Виктор, секој постигнат гол нека биде во името на Виктор и секоја победа нека го величи името на Виктор. Апелирам на фер игра во името на Виктор. Поквар. И за крај би го замолила градоначалникот на Демир Хисар да се обрати кон присутник, господин Маријанчо Стојановски. Благодарам. Прв меморијален турнир. Дај Боже да беше турнир, да не беше меморијален. Виктор го гледав како расте. Прекрасно момче, паметен, итар, ни замина. Нема да држам говори, неговите другари кажаа се. Чичко Маријан е тука, беше тука, секој ќе биде тука. Не си присутен меѓу нас, меѓутоа тука е твојата фамилија, тука е твојот брат. Почивај во мир. Ви благодарам. Ви благодарам на сите. А сега можам да го прогласам првиот меморијален турнир во мал фудбал Виктор Илиевски затворен. Вице, те сакам. И ти секогаш ќе бидеш дел од нас. Илиевски Виктор, Илиевски Виктор, Илиевски Виктор, Илиевски Виктор, Илиевски Виктор. Ги замолувам сите што не учествуваат во првата игра да го напуштат теренот, а екипите можат да се подготвуваат.